Што се случува кога отпадот не се рециклира, туку завршува на депонија? Колкав дел од стакленичките гасови кај нас доаѓаат токму од секторот отпад и дали знаеме каде сме воопшто? На тема екологија ќе имаме неколку теми до крајот на емисијата во Македонија на утро денеска. Прво разговарам со Бојана Стануевска-Пецуровска, председателка на Центарот за климатски промени, за реалната слика зад купиштата ѓубре и уште поголемите купишта игнорирање. Дали индивидуалната совест има ефект ако системот е нефункционален? Имаме ли стратегија или само декларативни желби за климатска правда? Тоа се само дел од темите кои што ќе ги отвориме. Бојана, благодарам што си дел утрово од Македонија на утро. Екологијата секогаш треба да ни биде меѓу приоритетните теми, бидејќи некако наместо од година во година да ги подобруваме работите, чувството кај граѓаните е дека се повеќе се гушиме во отпад. Како несоодветното управување со отпадот влијае врз климатските промени? Што значи кога отпадот завршува на депонија наместо да се рециклира? Како тоа директно го зголемува и ефектот на стаклената градина? Добро утро, Ване. Најпрво да се заблагодарам за поканата и за можноста да зборувам на тема отпад и климатски промени. Навистина, многу ретко овие две теми се поврзуваат и многу ретко, да речам, граѓаните знаат дека и отпадот може да биде значајно да допринесува во глобалното затоплување, односно ефектот на стаклена градина. Да, значи, ние со години наназад сме сведоци на едно несоодветно постапување и отпадот како таков не само што негативно влијае врз климатските промени и врз наградувањето на она што не обкружува, туку негативно влијае и врз другите медиуми, односно целосно врз животната средина, водата, почвата, воздухот и така натаму. Меѓутоа, пошто ме прашавте за тоа како влијае врз климатските промени, значи, прво би сакала да објаснам дека комуналниот отпад во голем процент се состои од биоразградив отпад. Тој е отпадот од храна, земјоделски остатоци, градинарски отпад, отпад кој што ние граѓаните секојдневно го создаваме. Значи, сега во секој регион е различно, меѓутоа отприлика процентите се движат 50 до 60-65% од комуналниот отпад што го создаваме во Македонија, па и секаде во светот, тоа е некоја генерална, да речам, бројка, е биоразградлив отпад. Овој биоразградлив отпад, кога ќе го оставите на депонија, така неиздвоен биоразградливиот отпад од другите фракции, од другиот тип на отпад, после одреден период започнува да ослободува метан. Метанот CH4 е јаглеводород, стакленички газ, кој што во климатската наука научниците, експертите утврдиле дека има потенцијал за глобално затоплување пати 24 од CO2. Ако CO2, јаглеродниот диоксид, не е единица мерка за мерење CO2 еквивалентни, и CO2-то има 1, единица мерка 1, метанот има 24. Така што во сам старт можеме да речам да заклучиме дека несоодветното постапување, односно одложувањето на целосно комуналниот отпад кој што го создаваат домаќинствата на депонија значајно влијае врз ефектот на стаклена градина. Сега, дополнително на тоа, метанот е газ, морам да споменам дека метанот е газ кој што се пали многу лесно на многу ниска температура. И како резултат на тоа, ние имаме многу често депонии кои што горат. Нашите депонии, заради големото количество на метан кој што се ослободува таму, нашите депонии, да речам, горат не само во лето, горат и во зимно време. Такви се случаите со Буково, депонијата која што се наоѓа помеѓу Ресен и Охрид, а се однесува за општина Ресен, таму депонира јавното комунално од Охрид. Односно се однесува само за Охрид, се извинувам. Значи, Охридскиот отпад завршува тука. Таа гори постојано.
Алинци депонијата во Прилеп исто така многу често е запалена. Неодамна гореше Битола. Значи, депониите горат независно од временските услови, независно од политичките случувања во државата, независно од изборите или не знам било какви. Тоа е години Значи, наназад години. проблем. Сега им најверојатно повеќе актуализирани поради социјалните медиуми. Брзо одат вестите, се снимаат видеа, телефоните ни се нон-стоп во раци. Така е, тоа е и тоа е добро, затоа што на таков начин можеме лесно да се информираме, да дознаеме и евентуално и да спречиме една таква ситуација. Меѓутоа, верувајте ми дека општинските власти знаат за овие ситуации и често пати се и немокни да направат нешто, односно велат дека се немокни да направат нешто околу спречување на пожарите на депонија. Дополнително, пошто рековте како влијаат, освен ова со одложувањето на органски отпад, испарувањето на метан, палењето на депониите, дополнително многу е важно тоа што сега зборевме за биоразградивиот отпад, меѓутоа имаме и други видови на отпад кои што завршуваат на депонија, заради тоа што не се рециклираат. Тоа се пластиката, тоа е хартијата исто така. И сега пластиката, например, таа ја добиваме како резултат на преработка, односно ископ на нафта. Да. Значи, знаеме што све треба за да добиеме, да речам, одредени количини на нафта и со тоа понатаму да продолжиме со производство на различни видови на пластика. Сите овие количини на пластика кои што не се рециклирани и завршуваат на депонија индиректно влијаат. Прво влијаат, ако не дај Боже се запали депонијата, затоа што нивното палење исто така ослободува, и тоа не ослободува само метан, ослободува и диазотоксид, ослободува и јаглерод моноксид, ослободува и други загадувачки супстанции кои што се прекурсори за климатски промени, како што ги кажа веќе јаглерод моноксид и азотни оксиди и така натаму. Меѓутоа, исто така влијаат и заради тоа што ја стимулираат економијата да речам да произведува, односно да прави ископ на нафта, наместо ова, да речам, потенцијално рециклираната да се рециклира и да се преработи, да добиеме нови количини на пластика. Например, пет амбалажата, доколку имате соодветна технологија, можете да ја рециклирате бесконечно многу пати. Но колкав дел од овие емисии на стакленички гасови во Македонија потекнуваат од секторот отпад? Имаме ли некои појасни податоци или анализи кои што го следат овој тренд? Ако имаме, најверојатно сме некаде меѓу фаворитите во светот, барем по количина на отпад на толку мала територија. Така, да. Малку извинете да се пошегувам и на наша сметка, најверојатно така можеби стануваме и посвесни за некои работи, бидејќи ова е еден чин на патриотизам. Колку помалку отпад велат, толку повеќе си ја сакаш земјата, како Словенија, например. Да, вака сега, тука има многу прашања, јас ќе се обидам да почнам со ова првото. Значи, нашата држава како потписничка на Конвенцијата за климатски промени при Обединети нации, UNFCCC, така ја викаме ние во нашата фела, да речам, има обврска да изготвува секоја година инвентар на емисии на стакленички гасови. И тука во инвентарите на емисии на стакленички гасови, со помош на соодветна методологија и со различни, да речам, коефициенти, емисиони фактори, се пресметуваат емисиите кои што една држава ги емитува на годишно ниво од различни сектори. Тука се енергетика, индустријски процеси и користење на производи или индустрија, транспорт, земјоделство и шумарство. Во шумарство влегуваат и пожарите исто така. Се пресметуваат исто така и емисии од отпад. Во емисиите од отпад влегуваат, да речам, сите оние количини на отпад кои што сме ги депонирале на депонија, но и сите оние кои што евентуално сме ги преработиле, ама овде тука во Македонија, нели? Заради другите извори на енергенси кои што се користат и потенцијални извори, влегува медицинскиот отпад, дури влегува и отпадот од пречистилни станици, милта, затоа што и таа содржи големи количини на метан. Благодарение во услови на целата таа методологија
и на сите тие обврски кои што ги имаме кон конвенцијата, ние знаеме дека во 2019 година, тогаш ни е последниот инвентар, за жал морам да напомена, во моментот се прави нов, се надевам ќе биде готов некаде за наредната година. Значи, до 2019 година отпадот учествува со некој 5,6%. Еве, 5-6%. Значи, не е големо учеството во однос на енергетика. Да, но сепак не е големо. Можеме и тие проценти да ги немаме. Да, меѓутоа, морам да напоменам дека инвентарите се прават врз основа на пресметки. Значи, вие пресметувате. Не врз основа на мерење и следење на, да речам, на состојба. И пак ќе кажам, независно од тоа што ние, нели, согласно нашите инвентари, отпадот учествува со мал процент. Имате држави каде што отпадот учествува со практично него ни пресметуваат како таков. Како сектор кој што учествува во глобалните годишни емисии. Затоплување и и климатски во затоплување, да. Така што ниски се процентите, меѓутоа па ќе кажам, не смееме да ги занемариме емисиите во воздух. Сите оние загадувачки супстанции кои што директно влијаат врз здравјето на луѓето и кои што ја загадуваат почвата, ја загадуваат водата исто така, прават нагрдување и прават дополнителни проблеми и економски загуби. Така. Може ли Македонија да ги исполни климатските цели без темелна промена во начинот на кој го третираме отпадот и што тоа значи во пракса? Дали ни треба револуција во навиките, во системот или во двете? Мислам, го знам одговорот, Да. Значи вака сега, климатските цели значат за Македонија се има, да речем, иако немаме ние закон за климатска акција и немаме други формално правни механизми каде што велиме дека сакаме климатска неутралност, сепак во 2020 година лидерите на земјите од Западен Балкан, меѓу кои Македонија, подпишаа Софиската декларација со цел спроведување на Зелената агенда за Западен Балкан. Зелената агенда за Западен Балкан генерално значи дека ние се обврзуваме кон климатска неутралност, односно нула емисии до 2050 година. Тоа значи дека плюс дополнително што во самата зелена агенда имаме целен столб кој што се вика циркуларна економија, не се вика отпад, не се вика рециклирање, туку се вика циркуларна економија и има за цел да ги стимулира земјите од Западен Балкан и сите генерално земји од Европа да го зголемат процентот на рециклирање, односно што е можно повеќе ресурси да се враќаат во повторна употреба наместо да се искупуваат нови суровини за преработка. Така што ме прашавте дали ни треба револуција, да, ни треба голема револуција, многу работи, многу, да речам, предуслови има за да можеме да стигнеме таа климатска неутралност. Тука треба да делуваме на сите, да речам, сектори. Споменав, нели, во инвентарот, значи дека 75% ни се од секторот енергетика, тоа значи дека треба да го промениме начинот на кој што ја добиваме електричната енергија, начинот на кој што се грееме дома, начинот на кој што се превезуваме до работа, начинот на кој што ги превезуваме стоките, добрата, така? Да. Така што ни треба револуција, ни треба, да речам, системски пристап, ни треба силна политичка волја, ни треба чувство од лидерство во ова, да речам, во оваа фела, во овој сектор, не заради тоа што ЕУ тоа го бара, туку затоа што тоа ќе ни допринесе подобар квалитет на живот. Така сакав и да завршиме. ЕУ на страна, главна тема е сега, меѓутоа тоа нема да ни ги промени навиките. Јас сега пред неколку недели бев кај една од нашите соседни држави, членка на Европската унија, главниот град исто така се гушеше во отпад, барем некои делови. Што кажав, долго време се во Европска унија, значи навиките ни се такви, најверојатно на оваа средина, на овој Балкан каде што живееме, бидејќи ни една земја во опкружување во најдалеку ни е тука Словенија, не може да се пофали со успешно менаџирање на отпад, но за жал и со промена на навиките кај луѓето. Имаме две земји кои што се членки на Европската унија, ама навиките некако добиваме впечаток дека кога возиме низ тие земји се исти како нашите. Врие отпад.
Па да, Значи, зависи. да почнеме од нас ми беше, Да. значи ако не ги промениме ние самите навики, не може нас никој да не промени. Да, значи ни треба да ги промениме навиките, треба да ја зголемиме свеста, нели секој да тргне од себе и да направи оноку колку што може во рамките на своите можности, во рамките на својот мандат, нели во рамките на своето делување. Меѓутоа, верувајте ми, она што прво треба да го направиме, а тоа е дека на едно системско, институционално ниво да покажеме посветеност, да воспоставиме систем. Ние во моментот, особено за отпад, немаме системско решение за решавање на истиот. А најверојатно кога граѓаните ќе видат од страна на институциите поголема ангажираност, најверојатно и полесно па и ги менуваат навиките ако навлеземе во психологијата. Кога ќе видат поддршка од другата страна. Прво мора да се воспостави системот, во овој случај 20 години зборуваме за регионален систем за управување со отпад. Потоа, откако ќе се воспостави, тој треба да се спроведува. Ако не се спроведува со стимулации, со награди, тогаш треба да го спроведуваме со казни. Така што, да направиме сите ние колку што можеме, но и да не престанеме да правиме, да речам, да зборуваме за тоа колку е ова важно и колку, да речам, добриот квалитет на живот е условен од нашите навики и од промените кои што треба да ги направиме. Ајде сите заедно, најверојатно ќе менуваме нешто, да одиме кон подобро, затоа и гласно треба да се зборува на овие теми. Бојана, благодарам од се срце за гостувањето во Македонија на Аутро и за соработката со нас. И јас ви благодарам и се надевам се гледаме на некоја слична следна тема. Благодарам уште еднаш.